Тетово денес беше домаќин на вториот меѓународен надпревар за квалитет на мед. Тетово Хани Адвардс 2020 во организација на Сдруженијата градот на пчелите и полошки мед. Во просториите на Факултетот за технологија на храна при Универзитетот во Тетово, органолептичка комисија составена од меѓународни универзитетски професори и истакнати пчелари вршеше проценка на медот. На годинешното издание на оваа манифестација пристигнале 370 примероци мед од 17 земји во светот. Ова година и покрај лошите услови за медот во државата и покрај лошите услови на пандемијата, ние стигнавме или успеавме да собираме скоро 370 мостри од 17 европски држави и од 3 континенти. Ова година за прв пат имаме медови и од Аустралија и Америка. Сакам да кажем дека денеска е органолептичката комисија кој ќе ги оценува секој мед посебно во однос на вкусот, аромата, чистотата, водата. После медовите ќе одат во лабораторија, ќе се прават лабораторски анализи, после ќе се собират овие двата резултати и на крај ќе се знае кој од пчеларите ќе земе златно медалје, бронзово медалје или арџент. Kada radimo analizu, radimo prvo ispitivanje, prvo je osnovno... Кога правиме анализа на еден мед, правиме прво и основно испитување на водата со помош на рефлектометар, на кој се размачкува медот и се пресметува процентот на водата во медот. Еве, например, овој, добивме нешто што не е во ред, против што и најмногу се борам. Овој мед во себе има 13% вода. Таков мед ниеден пчелар не може да добие по природен пат. Тоа значи дека на овој мед водата му е одстранета по вештачки пат. Затоа ние како комисија се трудиме ваквите медови да бидат пониско оценети од другите, бидејќи се обработувани дополнително, што не го одобруваме. За нас, но и според европските правилници, дозволено е медот да има до 20% присуство на вода и најголем број поени даваме на оние со 18%, па до 21%. Затоа сакам да го истакнам следното за наредната година, бидејќи за оваа е доцна. Целиот град Тетово и државата да се ангажираат за ова место да стане центар за оценување на медот и самата комисија со својот кредибилитет и авторитет и знаење ќе привлече повеќе учесници. Во нашата земја има квалитетен мед, меѓутоа приносите секоја година се намалуваат поради климатските промени и употребата на пестициди во земјоделството. Имаме доста квалитетен мед, тоа го потврдуваме со овој настан и со претходните настани кои што нашите пчелари од Тетово и од Македонија учествувале на сајмите во Тузла, и во Турција имаше и во многу други држави, се докажува дека квалитетот постои, а околу пласманот пред се битно е да го има квалитетниот мед, кој што со текот на годиниве како што изминува, се помалку и помалку пчеларите доаѓаат до квалитетен мед. Влијанието пред се на климатските фактори, а за добар квалитетен мед проблем мислим дека не е пласманот во некој случај. Најголемиот проблем со кој што пчеларите моментално се соочуваат е некои специфични промени во поглед на временскиве неприлики, да ги кажем, за пчеларството пред се, кои што поново времени се случуваат и кои што нагло ја намалија приносот на мед по пчелно семејство на глобално ниво, значи кое што се осеќа и кај нас. За отприлика еден месец ќе се знаат победниците на фестивалот, бидејќи покрај денешните проценки, примероците на мед треба да подлежат на дополнителни испитувања за квалитетот.